Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Возлюбени браќа и сестри во Христа, Христос воскресе! Овој ден го создаде Господ да се зарадуваме и да се развеселиме во Него. Нашите срца се исполнети со радоста на Христовото воскресение. Ова е денот кога смртта е поразена, кога гробот се покажа празен, кога светлината на Божјата љубов го осветли светот, со зборовите на светиот Јован Златоуст, чија пасхална беседа одекнува низ вековите. Нека никој не се плаши од смртта, зашто Спасителот не ослободи од неа. Ова е повикот на Пасха, повик за надеж, за обновување, за победа на животот над смртта. Како што научи светиот владика Николај Велимирович, воскресението Господово е обнова на човечката природа, оживување и враќање во бесмртниот живот на првиот Адам, кој преку гревот беше вратен во земјата од која е создаден. Ова онтолошко чудо го надминува овој свет, но се случува во него. Христос, Словото Божјо за кое пророкот Мојсеј говореше дека ќе биде пророк над пророците, ја преброди бездната на смртта. Тој, како што се вели во статиите на Велики Петок, легна како мртов лав, но воскресна како младо силно лавче. Неговото воскресение не е само историски настан, туку и вечна вистина што не повикува да се преобразиме. Пасха што ги осветува верните. Ова е празник што не поврзува со вечноста, со Божјата промисла, со ветувањето дека секој од нас е повикан да учествува во воскресението. Од светата гора Атонска, монасите не подсетуваат дека Пасхата е шепотот на ангелот во празниот гроб. Не бојте се. Оваа порака, изговорена пред жените мироносици, денес одекнува до сите нас. Не плашете се од темнината, зашто Христос ја победи. Митрополитот Антониј Сурожски во своите беседи често нагласуваше дека Пасха е празник на заедништво. Христовото воскресение не повикува да ја живееме љубовта што Тој ни ја покажа. Љубов што простува, што исцелува, што ги надминува сите поделби. Во време кога светот е распнат меѓу конфликти, алчност и страдања, Пасха не повикува да бидеме носители на Христовата светлина. Како што вели митрополитот, кога го славиме воскресението, ние не само што го прославуваме Христос, туку и ветуваме дека ќе бидеме негови сведоци во светот. Оваа порака за единство е особено силна во учењата на епископите. Например, митрополитот Јеротеј Влахос зборува за Пасха како за празник на срцето, каде што човекот преку покаяние и молитва се среќава со живиот Бог. Тој вели, Пасха не е само сеќавање на минатото, туку доживување на Христовата присутност овде и сега. Ова доживување не повикува да ги отвориме нашите срца за другите, да простиме, да се помириме и да ја споделиме радоста на воскресението. Од светата гора Атонска, духовното срце на православието, монасите не подсетуваат на подвигот на верата. Во една приказна од Атос се раскажува за еден монах кој за време на суша се молел: Боже, нека падне дожд, не заради нас монасите, туку заради луѓето што страдаат. Знам дека сум грешен, но зар не е неправедно тие да страдаат заради мене? Оваа молитва полна со смирение и љубов е одраз на пасхалниот дух, дух на саможртва и грижа за другите.
Чудото се случило, дожд паднал низ целата таа земја. Ова не учи дека Пасха не е само празник на радост, туку и на одговорност. Нашата вера, како што вели свети Теофан Затвореник, е силна кога е активна, кога се изразува преку дела на милосрдие и молитва. Еден епископ не повикува да го следиме примерот на Лазар, кој воскресна од мрачниот гроб, и да се ослободиме од духовните окови што не држат затворени. Пасха е повик да излеземе од нашите стравови, од нашата гордост, од нашите предрасуди и да застанеме пред Христа со отворени срца. Српскиот патриарх Порфирий во своите пасхални посланија често нагласува дека воскресението е темел на нашата вера. Тој цитира од првото послание до Коринтијаните: ако Христос не воскресна, празна и нашата вера. Но Христос воскресна и со тоа ни даде надеж за нашето собствено воскресение. Оваа надеж не е пасивна, таа бара од нас да живееме според Христовите заповеди, да бидеме светлина во светот, да го проповедаме Евангелието со нашите дела. Во една од своите беседи, светиот Нектарий Егински вели: Пасха е празник на радоста, но таа радост не е од овој свет. Таа е радост што доаѓа од соединувањето со Бога. Оваа радост ја гледаме во црвените јајца, во песните што се пеат во прегратките на нашите ближни. Таа е радост што не повикува да го надминеме стравот, да ја победиме осаменоста, да го споделиме мирот што Христос ни го даде. Светиот Силуан Атонски, еден од најголемите светогорски подвижници, не учи дека Пасха е повик за светост. Тој вели: душата што го вкусила воскресението не може да остане иста. Таа копне по Бога, по неговата љубов, по неговата правда. Оваа жет за светост е она што не прави вистински христијани. Пасха не повикува да се очистиме преку покаяние, да се укрепиме преку молитва, да се соединиме со Христа преку светата причест. Како што вели светиот Григори Палама, големиот епископ од Солун, Христовото воскресение е светлина што ја осветлува секоја душа што верува. Оваа светлина не е само за нас, таа е за целиот свет. Затоа денес, кога ги кршиме црвените јајца, кога пееме Христос воскресе, кога ги прегрнуваме нашите ближни, ние ја споделуваме оваа светлина. Ние стануваме апостоли на воскресението, носители на радоста што го преобразува светот. Возлюбени, Пасха не е само еден ден во годината. Пасха е начин на живот. Тоа е патот на љубовта, на простувањето, на верата. Како што не учи епископот Николај Велимирович, Христос не воскресна за да не остави во гробовите на нашите гревови, туку за да не изведе во живот вечен. Затоа, земете го црвеното јајце, символот на победата на животот, пејте со радост, зашто Христос е меѓу нас и воскресна. Од православните земји гласот на црквата е единствен. Христос воскресе! Нека оваа порака одекнува во вашите срца, во вашите домови, во вашите заедници. Нека Пасха ве инспирира да живеете посмело, да сакате подлабоко, да верувате посилно. Христос воскресе! Навистина воскресе! Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного.